дневниот билтен на МВР се почесто сме сведоци на пријави за измама насочена кон повозрастни лица. Начинот на измама е со телефонско јавување на измамниците кај повозрастни лица, при што ги доведуваат во заблуда прикажувајќи им лажни факти дека нивен син или ќерка предизвикале сообраќајна незгода во која што е прегазено дете. При тоа тие се представуваат како сведоци на сообраќајната незгода или како официјални лица и им нудат за одредена парична надокнада да помогнат нивниот син или ќерка да не заврши во затвор. Има и такви случаи кога измамниците ги доведуваат во заблуда оштетените да помислат дека телефонски разговараат со својот син или ќерка кој со вознемирен глас им кажува да го прават тоа што се бара од нив. При тоа измамниците ги наведуваат оштетените за кусо време да ги обезбедат паричните средства, а тие доаѓаат пред нивните домови и ги подигаат. Од оперативни сознанија на Министерството за внатрешни работи, измамниците на ист начин функционираат и во Бугарија и во другите соседни земји. Од тука Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да бидат предпазливи во комуникацијата со непознати лица, која најчесто се врши по телефонски пат, да не наседнуваат на измами, да ги проверуваат податоците и да не даваат пари на измамниците, а сите сомнителни случаи веднаш да ги пријават на бесплатниот телефонски број 192. Што се однесува до веќе пријавените случаи, Министерството за внатрешни работи превзема мерки и активности за пронаоѓање и санкционирање на ваквите измамници.